бенд многумина го препознаваат по уникатните песни и спотови, а и по добрите свирки. Сигурно ви е јасно дека станува збор за Либеро бенд. Хронично ме волиш ти, што ми правиш, знаеш ли? Луд сум, знам, но уживам во тебе да полувам. Либеро бенд е синоним за добри забави. Едно пријатно попладне, кафето ни беше само изговор, преку разговор да дознаеме нешто повеќе за нив. Од тебе да оздравам. Здраво! Денеска со нас се тројца членови од бендот Либеро бенд. Како сте? Здраво, одлично се чувствуваме. Вие како сте? Фала на прашање, добро. Ви благодарам што го прифативте ова интервју. Пред се би ме прашала како дојде до идејата да се состави бендот Либеро бенд. Па вака, се случи кога Александар Темелковски, ние бевме заедно во клас, исто со клавиатуристот што не Александар Тасевски, одлучи да правиме бенд. Јас свирев виола во средно, заедно бевме во исти клас, и он ме натера да пеам, рече Иван ти ке пееш, го најдовме Деги како бубњар, потоа имаше некој предумбаци, Иле дојде како дувач, Јордан дојде како гитарист, се споивме, направивме еден одличен склоп и се излезе сега за сега барем одлично. Од каде идејата да се викате баш Либеро бенд? Па идејата, не ни дојде нас идејата. Напишавме неколку имења на лист, се јавувавме на наши блиски луѓе со гласање. Дојде до идеја, значи колку гласови имаше неколку имења, не ќе да ги наведувам, некои беа дури смешни. Колку гласови имаше, да речеме, одреденото име, тоа име победи, Либеро победи, така дојдовме до името. Долго време значи више ве гледаме на македонската сцена, имате и неколку ваши песни. Може ли малце повеќе да ни објасниш околу тоа со кого соработувате најчесто? Па вака, уште од првата песна од самиот почеток, соработуваме со Валентино Скендеровски, Студио Ентерпрајз, добро познат низ Македонија, ширум Балканот. Се надеваме сите го знаат кои што се занимаваат со музика. Првата, втората и третата песна, значи првата песна беше снимена кај него, втората беше кај него, третата ќе се промена, ја снимавме кај Јован Јованов во студио. На првите две песни аранжманите беа наши. Првиот текст на Ивана Цветановска, наша многу добра пријателка, исто ваша колешка новинарка. Вториот текст беше на песната Чекајме на Огнен Неделковски. Третата песна на Елвир Мекич беше текстот. И сега за новата песна, ако ме прашаш, ќе ти кажам, ако не ти кажам. Па, новата песна за многу кратко време, значи стана вистински хит, ја имате испеано на македонски и на српски. Што ви текна така? Дали сакате да се пробиете и на српскиот пазар? Па видете вака, кога ќе, како да кажам, кога ќе поставите некои стандарди со аудио и со видео, барате нешто понатаму, бидејќи нема многу што да се промовира во држава, нема каде. Се е политика, се е вести, се е турски серии, нема културна забавна емисија. Ако вие да речеме не ни направите интервју или јавноста не дознае преку некои млади лица кои што се занимаваат со тоа како новинари, јавноста не може никако да дознае. Значи, не знам, едноставно, не знам, мора да има повеќе вакви културно забавни емисии и интервјуа за да можеме да се изразиме. Нема преку што да се афирмираме. Ја снимивме песната на српски, бидејќи поголема популација може да не препознае, да не слушне, бидејќи ипак се работи за Балкан, се работи за Србија, се работи за Босна, Црна Гора. Со самото тоа што е песната препеана на српски, ја добиваш таа популација. Не е како кај нас само на нашите телевизии, на нашите радиа, него поголем круг на луѓе може да чуат песна. Спотот за новата песна, Твој сам, така? Твој сум на македонски. Твој сум на македонски, ја снимавте во Белград. Кажи ни како поминавте таму, кој е твоето искуство? Па, искрено спотот беше многу експресно снимен. Беше снимен за скоро 2 до 2,5 сати. Бевме многу изненадени и наискрено не очекувавме толку добар спот да излези за таа песна. Спотот беше снимен кај Ведат Јашаревиќ, креатив форде. Отприлика беше тоа околу спотот. Како дојдовте до идејата за новата песна, која напиша? Новата песна, значи српската верзија Твој сам, музиката ја напиша Александар Цветковиќ, Сале, тој е фронтменот на Тропико бенд. Со него дојдовме до соработка, што испадна прекрасна песна, Ептен ни се свиѓа на нас, се надам дека слушнавте. Текстот на српската верзија го напиша Драган Брајовиќ Браја, а аранжманот го направи нашиот Валентино Скендеровски. А додека на македонската верзија текстот го напиша Елвир Мекич.
Често може да ве видиме на настапи во Скопје. Како сте задоволни од тоа колку сте ангажирани? Каде најчесто може да ве видат вашите фанови? Па вака, од скопската публика секако сме најзадоволни. Сите сме од Скопје, освен Иле од Прилеп, нели? Довачот, он е со нас на сите свадбени прослави и слични такви случувања. Задоволни сме од скопската публика, најчесто може да не најдат во клубот Авени, секој петок сме фиксирани во новиот клуб. Секоја среда сме во клубот Иксо, кога има студентски забави, кога нема, не сме одмараме, патуваме и по другите градови. Секоја сабота ни е, како да кажам, како резервирана, бидејќи да не бидеме досадни, нели, доколку би свирали во друг скопски локал во сабота, не би било се до тоа интересно, би станале зодевни на публиката. Секоја сабота ни е резервирана за патување во друг град. Речеме шетаме, одиме Прилеп, Битола, одиме Струмица, одиме Куманово, Тетово, Гостивар. Значи нема град, нема диско во кое што немаме настапено. Сегде си поминуваме одлично. Дали се дружите приватно? Секако дека се дружиме приватно, значи сите се знаеме уште од средно. Пред да станеме бенд бевме другари, така да многу полесно е карактерно да се поврзе со човек кој што си завршил средно и неколку години си се дружил интензивно, па потоа да оформиш бенд. Сите сме музичари, се знаеме работата, секој од секого се плаши. Мислам дека и за тоа толку добро напредуваме. Ти како пејач на Либеро бенд, што мислиш дека е тајната на успехот во Македонија како еден музички бенд? Тајната на успехот како музички бенд. Ние уште пред да почнеме, можам да кажам дека можеби година дена поминавме во подрум вежбајќи репертоар. Пред се бендот мора да има широк репертоар, широк спектар на песни со кои што може да се прикаже на јавноста. Ние не сме ограничен бенд што свири стрикно народна, стрикно забавно, стрикно странска музика, рок или не знам како да наречам турбофолк. Можеме да одговориме на секаков репертоар. Ние уште кога излеговме, се сеќам на почетоците, првиот настап ни беше во клубот Биту пред 4,5 години некаде. Отсвиревме се на тој настап, се сеќам беше 1 април, имаше многу гужва, имав многу трема, но се помина со многу голема трема, да не кажам одлично, беше супер, бидејќи имаме снимка од тоа, сега кога ќе чувам и сегашниот напредок е далеко од тоа. Вложување во многу опрема. Пред се треба да си има добра опрема за сето тоа, добро да изгледа, добро да звучи напред, луѓето музиката да ја слушаат чисто, перфектно, се да биде како што треба. Другата е на успехот, вложување во авторска музика и видеозаписи. Значи, доколку немаш нешто свое, според мене, доколку не оставиш позади тебе, што се вика, ни твојата фамилија нема да те памти, нема пошто да те памтат луѓето, едноставно ќе те памтат по тоа што се правил добри забави, но чим немаш музика позади тебе, немаш ништо оставено, ќе останеш само како добар забавувач, да речам на свадбени прослави или на настапи по дискотеките, каде што одлично си поминувале и луѓето кои биле таму и ние кои што сме настапувале во клубот. Дали некогаш Либеро бенд би го виделе да пее на некој митинг политички? Па сме имале понуди. Не сме прифатиле бидејќи не ќеме да не обележат луѓето, нели секој си има своји сваќања. На тие настапи сигурни сме и знаеме дека се работи нели за поголеми пари кои што ние не би ги заработиле доколку би свиреле на место, но доколку се грижиме за имиџот и за тоа понатаму да биде секако што треба да не обележуваат луѓето, не би настапиле. Искрено ќе ви кажам, не би настапиле. Дали успевате да најдете време за приватниот живот покрај професионалниот, со оглед на тоа дека постојано сте букирани со настапи? Па, пробуваме секако да најдеме, ние работиме трета смена. Значи, започнуваме, ако доколку патуваме во друг град, започнуваме со свирење во 1,5, некаде и 2. Ние мораме да направиме тонска проба, веќе да сме таму во 11 часот, до 12 сето тоа да биде скоцкано, средено, инструменти на место, тонска проба направена. Ние мора да сме таму во 11, значи мора да појдеме од Скопје од 9 сат, за да стигнеме таму во 11, потоа завршува свирката 3,5, 4,5 наутро, додека се собереме, се вратиме назад, не фатило више 8 сат, значи ние веќе таа трета смена сме ја поминале, наредниот ден спиеме денски, малце е тешко кога спиеш денски да функционираш највеќе неколку дена во неделата, биоритмот се пореметува, но тоа што се сака да се работи, доколку се работи, се е лесно според мене. Ние го работиме тоа што сакаме да го работиме и секогаш сме ведри, насмеани и гледаме да пржиме позитивна енергија. За крај би те прашала кои се вашите планови во иднина? Па вака, нашите планови за во иднина. Веќе се работи на некоја нова песна.
бидејќи сите песни до сега ги снимавме во зима и сме облечени, да не речам, прилично. Се надеваме на добар летен хит. Значи, очекуваме брза песна. Имаме неколку песни што се како авторски наши што ги спремаме. Не сме уште сигурни што ќе пласираме на пазарот. Секако новата песна ќе биде со спот. Најверојатно ќе се снима на плажа, но да не ви ветувам ништо, не знаеме и ние се уште за што ќе се одлучиме, но се надеваме на добар летен хит веќе во април. Јас сум Иван Јованов од Либеро Бенд. Јас сум Јордан Ѓоргиевски од Либеро Бенд. Јас сум Илија Јанчулевски, Либеро Бенд. Вие гледате и читате Exclusive.mk.